Ви благодарам. Почитуван председател на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, почитуван председател на Академијата на науките и уметностите, господин Таки Фити, почитуван председател на Стопанската комора, господин Бранко Азевски, почитувани колеги министри во владата на Република Македонија, бивши министри, почитувана гувернерке, почитувани автори на трудовите, професори, почитувани медиуми. Ми представува чест да зборувам на овој собир, на кој што мислам дека се собрани најеминентните луѓе во државата за темата за која што е денеска предмет на расправа. И во таа смисла немам амбиција да ги повторам податоците и бројките кои што премиерот веќе ги изложи во неговото излагање, него ќе се обидам да се осврнам на широката слика како јас ја гледам после 20 години учесник во реалното стопанство во Македонија, креирајќи компании од 0 па до 1000 вработени во делот на технологијата и техниката пред се, а сега година и пол во владата на Република Македонија како заменик на председателот на владата одговорен за економски прашања. Сите ние сме фокусирани на една бројка, а тоа е бројката на бруто домашниот производ или онака како од англиската скратеница го викаме GDP. Ако земете да ја разгледате структурата на тоа GDP, ќе видите дека има повеќе класи на активности економски во државата кои што го креираат, но ако видите кои се тие што се доминантни, ќе можете да препознаете 4. Една од нив е индустријата, во која што спаѓа значи рударство, преработка, енергетика и така натаму. Втората е градежништвото, третата е земјоделието и четвртата е трговијата и размената. Тие се со најголем тежински фактор во креирањето на бруто домашниот производ во Македонија. Во други држави, можеби структурата е поинаква, но во Македонија структурата е ова. Нормално, тука се и други сектори, но овие имаат најголем тежински фактор. Затоа јас ќе се задржам точно на нив. Ако анализираме, значи, која е моменталната состојба, ќе видите дека во трите од тие 4 гранки имаме пораст, единствено во градежништвото имаме намалување. Правев анализа да видам, значи, какво е тоа намалување, зошто се случило, а како пак и овие останатите влијаат врз бруто домашниот производ. Академикот Фити многу добро кажа дека бруто домашниот производ во просек 70 бројката, ако ја поделите со процентот, ќе добиете практично за колку години ќе го дуплирате бруто домашниот производ. А ние тоа е практично надпреварот со кој што се надпреваруваме со светот, а тоа е и бројката која што у принцип одредува подобар живот за нашите граѓани и подобро здравје за нашата економија. И сега би се осврнал на секој од нив посебно. Во градежништвото практично имате ситуација во која што можете да креирате високи проценти на раст на бруто домашен производ со неколку проекти. Меѓутоа, многу е важно тука да подвлечеме дека ако тие проекти се такви, да се непродуктивни, да со текот на времето креираат големи задолжувања, а не креираат физибилност, тие на краток рок ќе креираат високи проценти на раст на таа гранка во бруто домашниот производ, меѓутоа долгорочно ќе креираат проблеми, бидејќи на крај тие средства треба некој и некако да ги врати. Затоа, градежништвото јас го рачунам дека е добро да генерира раст на бруто домашниот производ само ако е потпрено врз база на комерцијални физибилни проекти во приватниот сектор и инфраструктурни проекти во државниот сектор, заради тоа што тие се генератори на долгорочни вредности во економијата и обезбедуваат услови и околина за работа на економијата. Доколку креирате градежни проекти кои што на краток рок ќе креираат некакви ситуации кои што ќе се сметаат во статистиката, меѓутоа при тоа тие проекти и понатаму ќе бидат проблеми пред се за нивно одржување, а понатаму и за враќање на кредитите, ценам дека тоа е нереален бруто домашен производ и јас лично не би предложил во таков да влегуваме. Сега тука ќе се задржам на бројки. Ако сакате да го вратите нивото, сега да зборуваме во бројки, на бруто домашниот производ, односно учеството на градежништвото во бруто домашниот производ, вие треба да генерирате на месечно ниво 56 милиона евра
ситуации, односно градежни активности во државата, за да дојдеме на нула. Знаеме, во првиот квартал беше минус 38%, во вториот квартал беше минус 17%. Ако земете, цело време ние зборуваме, потврлиле капиталните инвестиции, па затоа градежништвото немало доволна активност. Јас не се согласувам со таа бројка. Да, капиталните инвестиции можат да бидат подобри, меѓутоа тие нема да го решат градежништвото. Зошто? Заради тоа што ако вие ја видите структурата на капиталните инвестиции во буџетот, ќе видите дека тие и 100% да се реализираат, на месечно ниво не може повеќе да придонесат од 18 милиона евра. Од друга страна, големите инфраструктурни проекти лесно можат да придонесат да се стигне до тие 56 милиона евра и само со заживување на неколку инфраструктурни проекти тоа може да се постигне. Јас гледам точно како во наредниот период градежништвото ќе го вратиме на оваа бројка и тоа нема повеќе да биде тек кој што ќе го влече бруто домашниот производ назад. Она што е втората гранка која што носи сериозен импакт во бруто домашниот производ е земјоделието. Тука правевме многу анализи и покрај субвенциите кои што државата ги даваше сите претходни години према земјоделството, за жал резултатите беа поразителни. Увозот растеше, производството опаѓаше, што значи дека парите на некој начин несоодветно ги потрошивме. Ако видите и навлезете подлабоко во таа анализа, ќе видите дека она што најмногу недостасуваат многу работи, меѓутоа она што најмногу недостасува планиран откуп и пласман на земјоделските производи на пазарите надвор од Република Македонија, каде што ние треба да извезуваме. Исто така имаме и добар дел на тие производи кои што не се евидентирани во нашите финансиски токови, зашто треба да се поработи и тука поведовме иницијатива заедно со Царина, Народна банка, Министерство за финансии и мислам дека ќе дојдеме до резултат во тој дел. Но она на што треба да бидеме посветени е како да ние тие производи, значи ги пласираме организирано надвор од државата, да тие бидат квалитетни и да бидат во количина таква каква што и со цена нормално каква што светскиот пазар може да ги препознае. За трговијата нема многу да зборувам. Значи тоа кажува дека потрошувачката моќ на граѓаните расте ако тие бројки растат. И ќе се задржам најмногу на она што ми е и цел на оваа дискусија и што мислам дека треба да биде и цел и на оваа конференција, а тоа е она што дава најстабилен раст на бруто домашниот производ на долг рок, а тоа е индустријата. Значи, во делот на индустријата ние мораме да бидеме посветени, бидејќи и други ресурси премногу немаме. Значи, индустриализацијата на држава, значи забрзана, би требало да биде таргет на сите нас. И ако видите, генераторот позитивен во сите овие претходни години е точно таквата индустриализација. Но сега да се запрашаме како ние таа да ја направиме. Да, безцаринските зони се добар потек и тие даваат резултат. Тоа не е спорно. Иако мораме да кажеме на начинот на кој што беа направија и дисторзија на пазарот. Пред се направија дисторзија во делот на работната рака на пазарот и тоа ние се обидовме да го исправиме преку Законот за финансиска поддршка на индустријата, кој што го донесовме и кој што мислам дека од економската заедница или од стопанската заедница е оценет како позитивен и мислам дека дава резултат. Посебно е добар заради тоа што заедно со советниците на премиерот во кабинетот, заедно со луѓето од мојот кабинет, заедно со стопанските комори, па ги гледавме документите и од МАНУ и од Светска банка и така натаму, мислам дека направивме една програма која што направи една унија или пресек, може би е подобро да кажам, на сите тие мерки кои што беа таму предложени и ги вградивме во овој закон. Законот, за среќа, после имплементацијата во првата година, дава резултат. Но што е тука многу важно? Многу е важно да видиме ние за каква индустрија треба да зборуваме. Треба да зборуваме за индустрија на директни странски инвеститори и на индустрија нормално на домашни инвеститори. Мораме да ги растеме и двете гранки. Ако зборуваме за индустрија во Македонија, јас го знам тоа и од лично искуство, вие не можете да зборувате за индустрија која што ќе биде ориентирана према домашниот пазар.
Бидејќи на 2 милиона жители, индустрија не функционира. Ретки се индустриите кои што може да растат на толкав пазар. Значи, кога зборуваме за индустрија, мораме да зборуваме за извозно ориентирана индустрија. Извозно ориентираната индустрија предпоставува да вие бидете конкурентни на целиот свет. Значи, суштинското прашање кога зборуваме за развој на индустријата е да зборуваме како да ја направиме нашата индустрија да биде конкурентна. За да биде таа конкурентна, мора да се зголеми продуктивноста, нема друг начин за да конкурирате со цени. За да ја зголемите продуктивноста, нема голема филозофија, мора да имате современа технологија, мора да имате добар ноу-хау и мора да имате добра организација. Организацијата зависи од нас, но ноу-хауто зависи од образовниот систем и технологијата зависи од финансиските можности да вие можете да купите и да имате пристап до нова технологија. Сега, ајде да видиме, кога ќе дојдете до извоз и кога ќе дојдете да бидете конкурентни на целиот свет, практично зборуваме за структура на цена. Во структурата на цената на секој производ влегуваат слични компоненти. Кај некој повеќе, кај некој помалце, но тие компоненти во главно се финансирањето, и ќе видиме тука дека нашето стопанство се соочува со финансирање кое што е скапо, визави финансирањето во светот. Не се тука криви само банките, заради тоа што тие мора да го вкалкулираат ризикот на земјата во својата цена на капиталот. Но факт е дека нашиот капитал, односно вредноста на финансиите кои што ги користат нашето стопанство се поскапи, парите што ги користат се поскапи, него конкуренцијата што имаме во светот. Тука влегуваат логистичките трошоци. Нашите логистички трошоци се 5% поскапи визави сите останати од две причини. Прво, што немаме пристап на море, имаме скап транспорт, и второ, што нашите камиони чекаат на границите. Точно тоа е сега една од темите кои што ја дискутираме во овој период. Џабе вие ќе потрошите 500 милиона евра, 600 милиона евра да изградите автопат, кој што ќе го скрати движењето на камионот, кој што треба да ја извезе вашата роба за 15 за 20 минути, ако после тоа вашиот камион 12 сата чека на граница. Тоа се фрлени пари. Затоа ние мораме покрај инфраструктурните инвестиции да направиме организација како нашиве да има поголем проток, овие 5% зголемен трошок да ги намалиме на нашата економија. Енергијата. Електричната енергија со либерализацијата ги покажа ефектите. Не сакам да подсетам дека бев еден од првите кој што за тоа се залагаше уште пред 7-8 години и еве ги ефектите денеска се покажуваат. Меѓу другото и премиерот прочита една бројка која што оди во таа насока. Но и повторно, кога ќе се врземе и за берзата, значи берзите во нашиот регион, во југоисточна Европа, се 5 до 10 евра поскапи по мегават час електрична енергија визави берзите од Централна и Западна Европа. Да не зборувам за цената на гасот, која што поради конзумот и количините што се трошат во регионот кај нас се поскапи визави другиот свет. И конечно, пристапот до технологијата. Како вие како економија ќе се борите ако некој во светот има пристап до технологија каде што добива 50, 20, 30% грантови за купување на таа технологија, а вие треба да ја купите од сопствените резерви и сопствениот профит и при тоа, ако немате сопствени резерви, да користите скапи банкарски кредити. Апсолутно, тоа е исто како да имате трка на 100 метра, некој кој што се во патики, а вие со цемента, со вреќа цемент на грб и треба да ја водите таа борба. Ние како држава, точно затоа ќе бидеме посветени на овие индустријски политики. Како ова да го олесниме сето? Тоа е суштината. Така можеме да одиме напред. Бидејќи доколку извозот во моментот кај нас учествува со 56 до 60% во бруто домашниот производ, јас сум направил симулација во која што кажува дека ако сакаме да постигнеме стапки на раст од 5, 6, 7%, нашиот извоз мора да учествува со 70% во бруто домашниот производ. Како до тоа да стигнеме? Треба да стигнеме да изградиме индустријска политика на која што ќе им помогнеме на нашиве компании, без разлика дали се домашни или странски, да сето ова го постигнат. Точно затоа и го воведовме законот за финансиска поддршка на инвестициите, скромно, со 30 милиона оваа година, но мораме да продолжиме во тој правец. Само една споредба.
Ние воведовме фонд за иновативност, каде што дадовме технолошка поддршка. Тоа не беше толку за иновативност, колку за технолошки развој, за купување на машини. Значи, со 10 милиона евра, паралелно на тоа во овој момент, и тоа го дадовме од нашиот буџет, паралелно на тоа во овој момент Бугарија има таков ист фонд 400 милиона евра за нивните компании. А тоа се истите конкуренти на нашите компании. Како тие ќе се борат ако овие добиваат 400 милиона евра, ние со 10 милиона евра? Значи, практично, сакам да кажам дека мораме нашата економија некако да ја изедначиме, да ја направиме конкурентна со целиот свет, ако сакаме таа да се задвижи напред во делот на индустријата. И конечно, тука е големо прашање, значи, сега само ќе се вратам еден чекор назад, а тоа е во делот на фондовите. Пазете, овие 400 милиона евра се европски фондови. Тоа е само затоа што Бугарија е членка на Европска унија. И мислам, не би сакал да ги повторувам поентите кои што ги кажа премиерот дека влезот во Европската унија и НАТО е стабилност, безбедност и така натаму, ама пред се економија, пред се пристап на овие фондови и мислам дека немам јас барем лично дилема и никој мислам во владата, а се надевам и никој што седи на оваа маса дека тоа е единствената алтернатива што ние како држава ја имаме за да фатиме чекор и во економијата во светот. Што се однесува до другите компоненти кои што треба у државата да се на некој начин решат за да можеме да направиме импакт врз економијата, тоа е секако кадарот. Проблемот со кадарот ќе станува све поголем и поголем. Проблемот со работната снага допрва ќе предстои. Ние и денеска го имаме, но тој ќе предстои допрва. Иако имаме висок процент на невработеност, тоа е околу 21%, кој што сега пак е историски најнизок. Прво е прашање дали тие луѓе кои што ги броиме во тие 21% се во државата. Таа работа ќе добие, одговор на тоа прашање ќе добиеме со пописот. Меѓутоа, од друга страна, ако се соочите со стопанствениците и разговарате секој ден со нив, а јас тоа го правам, ќе видите дека еден од најголемите проблеми со кои што тие се соочуваат е немањето на кадар. При тоа, може би имаме невработени луѓе, такви постојат, меѓутоа нивното образование, нивните знаења се несоодветни за потребата на економијата. Од тука цениме, како влада, дека е потребно да се направат акутни мерки. Зошто? Заради тоа што ако го менуваме образовниот систем, што секако треба да го правиме, да воведеме дуално образование и така натаму, меѓутоа тоа ќе даде резултат по 5, 6, 7 години кога тие луѓе ќе поминат низ тој образовен систем. Ние толку време за чекање немаме. Затоа цениме дека е потребно да се направат акутни мерки и тоа го правиме преку сегашна новата мерка што ја викаме шанса за сите, каде што државата ќе се вклучи во преквалификацијата на постојниот кадар. Бирократијата апсолутно мораме да ја намалиме и да им олесниме на стопанството и на економијата како побргу да доаѓаат до своите потврди, лиценци и све што им е потребно. Кратко само да заклучам, да не должам повеќе, бидејќи гледам дека времето е отприлика толку, 15 на минути. Значи, мораме да бидеме посветени на градежништво, кое што ќе биде физибилно, приватно поддржано, во делот на приватните инвестиции, за државата само инфраструктура, ништо повеќе од тоа, за да обезбеди услови за економијата и логистиката. Земјоделието, пласман на нашите производи организиран, тоа е што недостасува, индустријата, сите мерки што ги кажав претходно, а во делот значи на бирократијата да работиме колку што може повеќе да таа ја намалиме. Мислам дека овие се основните правци во кои што треба да работиме и тоа ќе бидат правците во кои што ќе бидеме фокусирани во следниот период на работењето на владата, како што бевме посветени минатата година на креирање на индустријската политика преку Законот за финансиска поддршка и Фондот за иновативност. Ви благодарам на сите на вниманието.